Добар ден, почитувани, започува на новото издание на емисијата 0М+. Кога бебето треба да прозбори? Дали може да се стимулира говорно-јазичниот развој? Кога е време за паника? За сето ова подетелно денешната гостинка Весна Керемичиевска, логопед од посебното основно училиште Златан Сремец. Добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Да започнеме од самиот почеток, односно од првата година, односно првите 12 месеци од животот на бебето. На што треба да внимаваат родителите во тој период, бидејќи говорот покрај моториката е знак за еден типичен, односно правилен развој? Човекот пред се треба да се гледа комплетно како биопсихосоцијално битие. Се што е во рамките на тие и околу тие сегменти влијае врз развитокот на говорот. Значи, кога се гледа од аспект на развиток на една личност, не е само говорот пресуден, иако тоа е еден од најважните фактори за социјализација и за комуникација. Треба да се гледа на интелектуалниот развиток, треба да се гледа на емотивната страна на развитокот. Така. Значи, тоа се компоненти кои што ја сочинуваат една личност да биде комплетна. Така. Кои се типичните фази во тој развој во првата година? Што значи комуникација во тој период? Комуникацијата е воглавном, да, тука може да се зборува за говор, ама не во класичен смисол на зборот. Гугање, брборење, така. Да, пред се, прво, да ви кажам, прво, говорот е во еден генетски запис, предиспониран кај детето, потоа, уште интраутерино, детето комуницира со мајката. Детето реагира на гласовите на познатите. Така. После породувањето, веднаш доењето е исто комуникација. Тоа е стварање на една симбиоза со мајката, со околината. Тука и емотивниот дел, симбиозата, нели, се јакне. Во првата година, што би било типично? Типично би било, значи, комуникацијата со околината до третиот месец, после третиот месец, значи до третиот месец говоре плачењето. Мајката и таткото знаат зошто плаче детето, нели има неколку видови на плачење. Тоа е говор. Так. Значи дали го боли мешето, дали има грчеви, дали е гладно, дали едноставно бара друштво. Так. Ако е само, нели. Веќе после третиот, четвртиот месец почнува со движење да се превртува на меше, нели, на сите страни, па гуга. Гугањето е прва комуникација. Таа е основна комуникација. После шестиот месец веќе се јакне моторичкиот дел, а говорот е извршна моторна активност. Таа исто многу, мислам, моториката е една од најважните сегменти. Продолжува, детето почнува, нели, да лази. Лазењето е многу важно за говорот. Сите, затоа велам, сите тие сегменти до годината веќе детето треба да има една основа, кога веќе и на нозе застанува, проводува, нели. Тука се зголемува потребата од комуникација со околината. Така. Овој дел од емисијата ќе биде контактен, гледачите ќе може да се јавуваат и да поставуваат прашања на 3076 677. Кога се вели за бебето дека проговорило, односно прозборело? Што значи бебето да прозбори? Како се дефинира? Првата комуникација е веќе говор. Значи, оно комуницира со околината, ги довикува. Некаде околу 8-миот месец веќе има двосложни, во гугањето двосложни, нели? Тука се обично билабијалните гласови, така. Мама, баба, па тата, на радост на татковците, нели? Да. Ако е прво тата. Тата. Почнуваат детето во старт си комуницира, само говорот е веќе подоцна, се оформува. Зборуваме за говор, кога е смерна комуникацијата, кога детето ќе повика, и кога треба да му се одговори на повикот. Така, значи тоа да биде меѓу и другото да има свесно значење, нели, проста реченица прво, 2 зборчиња, потоа веќе зборуваме за преку втората година. Така. Веќе после втората година детето би требало да има фонд еден основен, макар да јас лично сум против некои стандарди, така. Околу 30 на зборови веќе треба да има во својата лексика. Така. Се случува ли во тој период да има расчекор помеѓу разбирањето и говорот? Секако. Тоа е говорот кога ќе го истражува, мислам, научниците тоа работеле, ние практичарите нели го применуваме. Тоа е една цела серија, една батерија од системи и подсистеми.
Основно е детето да го разбере говорот, тоа е оној рецептивниот дел, а ефективниот дел е неговото комуницирање со околината. Постои расчекор, детето може да разбира, а не може да комуницира. Или комуницира без значење. Така. Постои, да. Така. Дали може да се стимулира развојот на говорот кај бебето? Родителот е примарен логопед на детето. Ние настапуваме после, ако има потреба. Значи, говорот се учи преку имитација. И гугањето е имитација. Онака како што детето слуша, онолку колку што може да проанализира неговиот систем, тој го сведува тоа на слогови и на кратки зборови. Значи, секоја стимулација, имитација и на родителите и на бебето е многу важно за развитокот на говорот. Зато е важно родителите постојано да им зборуваат на децата, треба да им читаат, еве неколку совети поврзани со сето тоа. Апсолутно треба да се пред се да се разговара со детето, меѓутоа ние сите помалку грешка правиме кога му се обраќаме на мало бебенце. Со некој бебешки говор? Да, тоа прво треба да се исклучи. Секогаш моделот треба да е правилен. Така. И треба да е спор за детето да може да разбере. И второ, да му се даде време на детето да одговори. Зашто вие кога разговарате со бебето, му се обраќате, нели, на свој начин, оставете една временска зона, временце малку, бебето ќе ви одговори на вашата стимулација. Така. А друго, приказни апсолутно, песнички, се што е, мислам, во нормалната комуникација важи и за детето. Така. Само треба да се поедноставни нормално, за да може се сведува на она, да може детето да го повтори тоа. Ако сакате детето брзо да прозбори, поедноставнете го говорот, јазичниот израз, не му држете предавање на детето. Едноставно, кратко разговарајте со него. Така. Дојди кај мама. Така. Некој така, кратки, да, така. И браво што дојде. Така, да се пофали. Да, и преку игра. Говорот се совладува најчесто и најдобро преку игра. Ние имаме обичај, еве и јас сум ја правела таа грешка, не знаејќи со сопствените деца. Сум ставала едноставно играчка пред него и сум мислела дека сега тоа мало дете, суштество, ќе ја земе играчката и веднаш ќе знае што треба да прави со неа. Не. Тргнете од редење на коцки. Треба да му покажете. Зашто детето игра преку имитација на она што го прават големите, така. А така и осознава. Така. Сознаниот процес така тече. Така. Одличен совет, ние ќе ги вклучиме двајцата гледачи кои што чекаат на линија. Добар ден, повелете, кој се јавува? Добар ден, на телефон е Јана. Добар ден, Јана, повелете, кој е вашето прашање? Јас имам прашање околу билингвалноста на децата. Така. Конкретно, значи, мојот мајчин јазик е турскиот. Супругот не знае турски, значи со него комуницираме на македонски јазик. На ист начин јас сум научила турски. Меѓутоа гледам дека во последно време мислењата околу ова се поделени. Односно, според некои треба паралелно да се зборува на двата јазика со детето, односно јас би зборувала турски, супругот македонски. А според други треба до втората година да се зборува само еден јазик, па тек подоцна кога ќе прозбори на едниот јазик да почне да се комуницира на другиот јазик. Ме интересира мислењето на вашиот гостин по оваа тема. И дали, освен тоа што подоцна ќе прозбори детето, бидејќи се очекува нели да прозбори подоцна доколку слуша два јазика паралелно, би можело да има некои други последици. Ви благодарам што се јавивте. Билингвалноста е често прашање, еве на гледачката можете да ја одговорите на оваа дилема. Видете, дајте му време на детето, јас тој совет би го дала, и сепак поедноставнете работата, одберете еден јазик, макар нека биде тој, например, турскиот. Не е страшно. Страшно е доколку еден родител применува два јазика. Така. Тогаш може да настане проблем. Обично параметрите се за примарен мајчин јазик се зема јазикот на средината во која што живееме и јазикот на кој што детето ќе се едуцира.
Билингвалноста може да биде страшен проблем, мислам, зависи нели и од емотивната страна на детето, од подготвеноста, од работењето со него, не мора, мислам, да дојде до проблем, нели? Основно е детето да го разбира тоа што му го кажувате, за да може да ви одговори. Јас би рекла, дајте му време до 3-та година. Знаете, има по старите школи, а јас не би отстапила од тие, за да можеме да речеме дека детето е сосема подготвено да оди на училиште, тоа е околу 7-та година. До тогаш зреат оние основните структури. Има отстапувања, секогаш. Ние велиме овие 5 не се исти, нели? Секое дете има индивидуален тек на развитокот. Меѓутоа, сега во последно време се почесто децата оставени поради борбите за живот, нели? Немаат време да се посветат на децата. Детето поминува преголемо време пред телевизор, пред компјутер, таблети и тоа се. И прво совладува странски јазик, пред да го совлада сопствениот. Тогаш веќе зборуваме за патологија, тоа се вика тоа е патолошка состојба, секундарен билингвизам, кога детето после многу тешко го совладува јазикот на околината. А тоа доведува до една отуѓеност на детето, бидејќи не може да комуницира. Значи, прво научете го детето на еден јазик со кој што ќе може да комуницира со околината, со други деца, па потоа нека учи други јазици. Да го вклучиме и следниот гледач кој што е на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, се јавува гледачка од Скопје. Ве поздравувам и вас и гостинката. Благодарам. Би сакала да прашам. Имам 5-годишна внука која што се уште не изговара буквата Р, значи воопшто не ја изговара. Дали е тоа нормално или треба веќе да се побара професионална помош? Благодарам. Ви благодарам што се јавивте. Па можете да побарате помош, меѓутоа верувајте дека е тоа многу честа појава. Фрикативот Р е најтежок глас што најдоцна се совладува. Јас му давам и повеќе време, мислам, затоа велам до 7-та година веќе тие сите работи треба да се стабилни, па и да не се може и тогаш да се. Иако во раниот третман лежи успехот на оформувањето на говор. Раниот третман е најважен. Значи, може ли и до сега да превземат нешто по тоа? Мислам, Р се совладува, не е страшно. Не е проблем, лесно се совладува. И полесно е, ако го нема воопшто, одошто да го има погрешно, па после тоа да се поправа. Имаме уште двајца гледачи на линија. Добар ден, повелете. Кој е следниот гледач кој што ќе го вклучиме со прашање? Ало, добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање, кој се јавува? Една баба се јавува. Сакам да прашам до 3-4 години дали може детето да не зборува чисто. Мислам, зборува се, меѓутоа погрешни зборови, нели, не се, нешто се разбира, нешто не. Во една друга телевизија вчера слушав дека ако не зборува до 3-4 години чисто да се разбере, би требало да се посети логопед и такви работи. Па дали е тоа така? Ви благодарам што се јавивте. Да, видете, околу 4-та година веќе почнува детето и символички пристап да има кон играта, кон околината. 4 години е време кога веќе треба да се интервенира. Ако прашувате за универзално време кога може да почне да се работи со детето, тоа е во оној момент кога постои комуникација помеѓу логопедот и детето. Без да има интеракција не може да стане збор за работа. Веќе на 4 години би требало да постои. Значи веќе е време да се посети. И тука е всушност тој ран третман. Кога зборуваме за ран третман. Имаме уште еден гледач и тоа е воедно и последниот гледач што ќе го вклучиме во денешното издание на 0N+, поради тоа што немаме повеќе време. Повелете, кој се јавува. Добар ден, ве слушаме, повелете, во програма сте. Ало? Да, ве слушаме, само намалете го тонот на телевизорот. Мислам дека не слушате преку телевизија, слушајте не во слушалица и така ќе се разбереме. Повелете. Сега? Да, ве слушаме. Вака, сега поздрав до докторката и до вас. Благодарам. Ало? Да, ве слушаме. Во слушалка слушајте, не во телевизор. Намалете го тонот од телевизорот и слушајте не во слушалка. Кој е вашето прашање? Ало? Сега се слушаме, нели? Повелете.
Аха, во ред, во ред. Во ред. Поздрав до вас. Вака сега имам близначиња 20 месеци. Така? Така ве слушаме, повелете. Да, близначиња 20 месеци имам. Сега проблемот е што едното близнацо, значи, зборува нешто неповрзано. Значи, на некој си свој непознат јазик. Така? Зборувајте, значи не слушате во телевизија, не го слушате тонот во телевизија, само ве молам, продолжете бидејќи немаме време, поконцизно со прашањето. Се исклучи. Значи, јас го разбрав прашањето. Да, разбравте што сака, да. Веројатно едното зборува, другото на неразбирлив јазик зборува. Многу често се случува меѓу близначиња да постои нешто што се вика идиоглосија, кое го развиваат децата или глосолалии, исто, да измислуваат свој јазик и што е најинтересно да се разбираат на тој јазик. Прерано е за да зборуваме за третман, дури и за ран третман. 20 месеци е премногу рано. Меѓутоа, јас би советувала да одат кај логопед со дечињата, да им дадат смерници во кој правец, зашто тоа би требало да се исправи сега, за да не се фиксира како проблем понатаму и да се провлекува тоа. Така, значи тука предлогот е консултација со логопед, веднаш да ги види дечињата и да даде основни смерници, затоа што, како што реков, родителот е примарен логопед. Така. Родителот може да го реши тој проблем. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0М+. Одговоривме, предпоставувам, на голем број од прашањата што ги имаат родителите. Да, уште еден совет, доколку имам време, тргнете ги децата од IT опремите, разговарајте со нив, играјте си со нив, заборавете на се половина час, 7 час, учете песнички со нив и нема да има толку проблеми. Така, бидејќи во последно време има голем број на деца кои што доцнат со говорот или имаат некакви проблеми. Да, тоа е борбата за живот на родителите. Јас тоа го разбирам, меѓутоа сепак приоритетот е секогаш детето. Ви благодарам што бевте дел од емисијата, ние ќе се видиме повторно. А вие следете на повторно утре, кога имаме една интересна тема за мајките, кога да се внесе глутен во исхраната на бебето. Пријатно!